نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أما بعد, најпрвин изразуваме благодарност и слава на Аллах Азза ва Джал, владарот и господарот на сите светови. Салават и селам на последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухаммед ибн Абдилlah саллаллаху алейхи ва саллем, на негова чесна фамилија, асхаби, табиин и сите искрени следбеници на овој дин до судниот ден. Почитувани драги браќа, со помош на Аллах Азза ва Джал, сакам да ви пренесам една трогателна приказна, еден вистинит настан, поучна случка на еден од најпознатите шејхови на 20 век, врховен муфтија на Саудиска Арабија, шејх мерхум, шејх рахметли Абдулазиз бин Баз рахимехуллах. Станува збор за една вистинска случка која е позната во кругот на учените луѓе. Шејх Абдул Карим Касир, Аллах да го чува, во неговата книга Ибтесим лил хаја, насмевни му се на животот, раскажува за оваа случка која самиот човек му ја раскажал, како од арамија, од крадец на куќата на шејх бин Баз, потоа станал негов ученик и негов слуга. Кажува овој човек: пред 10 години работев како чувар во фабрика во градот Таиф. Ми дојде писмо од Пакистан дека мојата мајка е во многу тешка состојба и е потребно да ѝ се направи операција, да ѝ се посади бубрек. Трошокот за таа операција кошта околу 7000 риали саудиски. А јас, раскажува човекот, чуварот од Пакистан, дека немав освен 1000 риали. Ниту имав некој од кого ќе побарав да ми даде. Дури од фабриката каде што бев вработен побарав да ми дадат однапред плати, за да можам да ја платам операцијата на мајка ми. Меѓутоа и тие одбија. Потоа ми се јавија уште еднаш и ми кажаа дека мојата мајка е во многу тешка и опасна состојба. Иако во рок од една недела не ѝ се направи операција, има голема веројатност да умре. Јас постојано плачев преку ден. Ова е мојата мајка која ме воспитала, која ме одгледала, ме пораснала. Во една таква тешка и сурова состојба одлучив да извршам кражба, да дојдам до пари. Па затоа одлучив да скокнам преку оградата на една куќа која беше во близината на таа фабрика во 2 саат по полноќ, за да украдам нешто, да соберам пари, за да ја платам операцијата на мајка ми. Меѓутоа, само што го прекорачив зидот од куќата, за кратко време не почувствував кога полицијата ме фати од позади. Ме фрлија во нивната кола
и ме однесоа во полициска станица. За чудење, пред сабах намаз, кога полицијата ме врача во истата онаа куќа од која имав намера да извршам кражба. Ме внесоа внатре во куќата и полицијата си замина. Еден од младичите кои беа присутни во куќата ми понудија храна и ми рекоа: јади, бисмилlah. Јас сето тоа го посматрам и не можам да поверувам на своите очи. Кога се повика езан за сабав, ми рекоа: земај абде за намаз. А јас цело време бев уплашен. Во тој момент влезе еден стар човек кој го носеше еден младич. Влезе кај мене во соба, ме фати за рака, ме поселами и праша: хал акалт? Дали си јадел? Култу леху неам. Му реков да. Потоа ме фати за десна рака и ме поведе заедно со него во џамија да кланяме сабах намаз. Видов дека ова е човек стар во години, откако заврши намазот, седна во предната страна од џамијата на стол, се сврте кон клањачите, а имаше многу ученици и студенти, и почна овој стар човек, шејх, да зборува и да раскажува. Ги стави врацете на глава од стран и страв: ја Аллах, маза фаалт? О Аллаху мој, што направив? Сакав да украдам од куќата на шех Бин Баз, а јас го познавав од порано, го слушнав неговото име и тој беше познат кај нас во Пакистан. Кога заврши шех Бин Баз со предавањето, ме зеде во неговата куќа повторно и повторно ми даде храна. Имаше многу млади момчиња, студенти, кои му служеа и кои беа во неговото друштво. Во текот на јадењето шејхот ми рече: Месмук, како се викаш? Култу леху Муртеда. Ме праша шејх: како се викаш? Му реков: се вика Муртеда. Ми рече: зошто се обиде да украдеш? И му раскажав целата случка, целиот настан со мајка ми, со операцијата. Тогаш тој рече: добро, ќе ти дадеме 9000 ријали. Му реков: меѓутоа не е потребно 9, потребно е само 7000 ријали. Рече: уште 2000 изгора да ти се најдат за други трошкови. Го земав тоа богатство, тие пари, му се заблагодарив, му направив дова за него и заминав, отпатував за Пакистан, каде што на мајка ми и се направи операција и елхамдулилlah се заврши во најдобар ред, фала на Аллах джеле джелалуху. После 5 месеци се вратив во Саудија, се упатив во градот Ријад да го барам на шејх Бин Баз рахимеуллах. Отидов во неговата куќа и веднаш ме препозна. Ме праша за мојата мајка и јас му кажав дека се е во ред. Потоа 1500 ријали му ги вратив, му реков: ова се фазла, ова е вишок, ми остана од тие пари што ми ги даде. Ми рече: хуалек, тие се твои, задржи ги. Потоа му реков на шејх: ја шејх, ли талеп индек, имам едно барање кај тебе. Ми рече: повели. Рече: сакам да работам кај тебе како слуга. Те молам, немој ова моје барање да го отфрлиш. Аллах да те чува, да се дружам со тебе, да ти служам. И тога шејх ме прифати да бидам кај него како слуга. И така му служев се додека шејх се пресели на идниот свет. Еден од неговите блиски ученици на шејх ми раскажа дека оној ден кога се обидев да ја украдам куќата на шејх Бин Баз, дека шејх во 2 саат по полноќ клањал ноќен намаз и слушнал глас во дворот и имал посебно звонче со кое ја будел својата фамилија за намаз. Тогаш тие се разбудиле,
му се јавиле на чуварот на куќата, а тој се јавил во полиција за да пријави кражба. Потоа шејхот, кога научил дека сум одведен во полиција, веднаш се јавил во полиција и им рекол да ме ослободат и да ме однесат во неговата куќа, и потоа се случи она што се случи. Се пренесува од учениците на шејх бин Баз дека секој пат овој човек кога ќе влезел во џамијата на шејх бин Баз паѓал во несвест. Секој пат правил дова за овој шејх, кој и нас на вистина ни даде една многу поучна и убава лекција како да се однесат оние према кои сакаат ни нанесат зло. Ова е на вистина врвна поучна лекција како шејх бин Баз на оној кој сакаше да му ја украде неговата куќа. Шејх бин Баз му го омекна неговото срце, му даде пари да излекува својата мајка и на крајот го прими да му биде слуга, да му биде ученик и студент. Моралот кај овие луѓе ги надмина сите граници. Тоа е морал на побожници, морал на добри луѓе. Па затоа го молиме Аллах џелле џелалуху да ваквите луѓе бидат пример и водич во нашиот живот, да Аллах џелле џелалуху ги награди за нивниот труд кој го пружиле за оваа вера, да Аллах џелле џелалуху на судниот ден не проживее во друштво со пејгамбери, со искрени, со добри луѓе и со шехиди. Нека Аллах џелле џелалуху ни се смилува и не оведе во џеннетул фирдаус. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.